Се топи и онака ниската доверба на македонските граѓани во институциите и главните сектори во земјава, покажува последната анкета на Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт. За резултатите од анкетата ова утро разговараме со Илина Мангова. Илина, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ќе започнеме со локални теми, тоа е она што е најактуелно изминатиот период и случувањата апсолутно со истите. Според анкетата која што ја направивте вие, Скопје никако е најкритично. Што вели анализата за другите општини, каде се задоволни, каде не граѓаните од работата на градоначалниците? Да, имаме посебна секција, голем број на прашања за какво е задоволството и кои се проблемите на локалната самоуправа. Многу често се фокусираме на национални теми, па така сакавме и на почетокот и пред и на средина на мандатот на градоначалниците да освежиме јавноста с информации. На ниво на цела држава, на главни локални проблеми се инфраструктурата, јавен транспорт и таму превладуваат национални проблеми како што се невработеноста и здравствената заштита, како и рамномерно урбано планирање, рамномерен урбан развој. Исто така, доста гледаме пораст, значителен пораст на проблемот со кучиња скитници, се појавува и на анкетни истражувања, значи, кој има пораст од 12 на 17% од минатата анкета и го гледавме и во претходните истражувања дека тоа е голем проблем со кој се соочуваат луѓето на локално ниво низ цела држава. Во однос на тоа каков е правецот на движење, најголемо задоволство има во општините во изборна единица 4, па пута се општините и граѓаните во изборна единица 3. Таму има значително поголемо задоволство во однос на целата држава. На ниво на цела држава задоволството од правецот на општината е 28%, што е дупло поголемо од задоволството од правецот на движење на државата како целина, но во изборна единица 4 кај тие општини е дуре негде 70%. И 50% точно задоволство. Од политичарите можеме да забележиме дека председателот Пендаровски генерално има најголема поддршка со 12% целосна доверба, 26% делумна кај испитаниците. Тоа е политичарот на кој што барем според анкетата граѓаните најмногу му веруваат. Ние прашуваме за допадливост, значи да, во колкава мера за секој посебно политичар прашуваме колку имате позитивно и негативно мислење. Председателот Пендаровски, нашите политичари многу често се обраќаат само на една етничка заедница. Председателот Пендаровски е допадлив и кај двете етнички заедници и кај другите помалите етнички заедници и тоа го издвојува во однос на останатите политичари. Еден од најразочарувачките резултати го обележи дека е владењето на правото. 68% од испитаниците сметаат дека во Македонија нема владење на правото и законите не важат исто за сите. Поразителна е оваа статистика. Да, тоа е многу, за жал, во последен пат тој процент. Имаме само 31% кои што велат дека се задоволни од владењето на правото. Паралелно на тоа изразуваат, значи они не веруваат граѓаните дека луѓето политичарите кога ќе дојдат на позиција на власт, ја користат власта и моќта според законите. Дека се придржуваат до законите кога ќе вршат својата работа и тоа мислење е раширено за сите политичари. И тука е многу битно политичарите да покажат дека работат законски, дека управуваат со своите институции според прописите, каде што нема прописи и процедури да се воведат прописи и процедури и да се известува јавноста, да се биде транспарентен во однос на тоа како се раководи со институцијата, која е програмата, колку се исполнети целите на институцијата. И сето тоа ќе ја информира пред се јавноста, после тоа ќе процени дали и како се раководи, дека подобро се раководи со одредена институција. Во однос на институциите кои што се важни клучни за владењето на правото во државата, граѓаните само 1% му веруваат целосно на судството и обвинителството, најниско рангирани се и антикорупцијска комисија и собрание. Да, овде само би сакала да апелирам да се гледаат вкупните проценти. Прашуваме во колкава мера верувате и само еден
еден процент велат многу верувам, но има и останати проценти. Тука се, значи, вкупно 19% рекле дека веруваат на судството и 18% вкупно дека веруваат на јавното обвинителство. Многу ниски проценти се овие. И тие се паднати од она што претходно сметавме дека е нисто, 23-21%. Така што, да, ова судската гранка е една од трите клучни гранки за функционирање на демократијата и може битно е да се обрне посебно внимание на ова. Не се разочарани во се граѓаните, да речеме позитивно придвижување се бележи кај поддршката на земјата за членство во ЕУ, или во проценти 79% од возрастните испитаници одговориле со да, што е раст од 6% во однос на анкетата извршена минатиот октомври. Да. Не е мал процент. 6 плюс. Ова е, да, голем и поддршката за е голема. Тоа е голем процент и за останатите, споредено со останатите земји во регионот. Во Македонија традиционално има многу висока поддршка за членство во ЕУ. Значи, еден општ јавен консенсус дека граѓаните сакаат да влезат во ЕУ и таа поддршка има паѓано само во некои периоди на политичка криза, како што и така така и минатиот пат имаше мал пат поради соочувањето со бугарското вето, со застојот на некој начин таа блокадата за започнување на пристапни преговори. Од друга страна, сиромаштијата, нискиот животен стандард, високите цени и воопшто влошената економска ситуација се посечени како најголем проблем со кој што се соочува Македонија и голем дел од нив сметаат дека оваа ситуација нема да се подобри во периодот. Да, долги години гледавме како невработеноста е главен проблем. Се повеќе и повеќе тој се намалува како главен проблем и сега се други аспекти на економското живење. Сиромаштија, минатото истражување исто така беше спроведено во пикот на инфлацијата и високите цени беа огромен проблем кој што им беше на сите граѓани. Погледавме тоа и на сите вести. Сега тоа е намалено како проблем високите цени, но се уште целокупна таа инфлација, а не недоволно покачување на платите, им го отежнува животот на граѓаните и тие укажуваат дека не им е доволно добра домашна ситуација, немаат доволно средства да ги задоволат своите месечни потреби и па така економските проблеми за жал се уште многу ги отежнуваат животот на граѓаните. Или на генерално овие анкети се прават со цел да се прати силна порака, да им се даде порака на политичарите во кој сегмент најмногу треба да направат промени за да го подобрат живењето на своите граѓани. Ги сваќаат ли сериозно овие анкети и анализи? Праќаат ли граѓаните доволно силна порака? Мислам дека ги сваќаат, да, и ги примаат. Ние даваме на политичарите им даваме огромен обем на податоци за сите овие прашања, ги читаат внимателно, ги слушаат внимателно, така што гледаме ние дека постојано се преземаат мерки, но јавноста секогаш бара повеќе. И медиумите не се лесни судии, така што јавната функција е голема одговорност и носи големи тешкоти во тоа да се одговорат овие огромен број на барања, така што имаат се уште голем број на чекори што треба да ги преземат. Јас се надевам дека барем еден ќе направат во периодот кој што следува и барем на една ставка од овие кои што ги заанализиравме ќе имаме позитивно придвижување на следната анкета.